Главниот уредник на Канал 5 Гоце Михајловски е првиот заразен новинар од коронавирусот во Македонија, потврдуваат од телевизијата. Како што велат во своето писмено соопштение, првиот тест кој Михајловски го направил на 7 април бил негативен, за 2 дена подоцна вториот да излезе позитивен. Викендот на 28 и 29 март тој бил во посета на своите родители во Прилеп, од каде се вратил и наредниот ден продолжил нормално со својата работа. Откако се појавиле симптомите на COVID-19 на 5 април, веднаш го напуштил своето работно место. Во четврток 9.4.2020 колегата Михајловски заминува во воена болница каде е примен, а утринава не информираше дека сепак е позитивен на COVID-19. Во насока на следење на препораките за заштита при работа од коронавирусот, последниве неколку недели Канал 5 донесе одлука до сите вработени кои може да го изведуваат работниот процес од дома, тоа и да го прават. Михајловски, кој до пред 4 дена немал никакви симптоми на COVID-19, како што соопштуваат од Канал 5, минатата недела имаше интервјуа со лидерите на СДСМ и ВМРО ДПМН, Зоран Заев и Христијан Мицковски. Ова на денешната вонредна пресконференција го потврди министерот Венко Филипче, кој кажа дека и двајцата наредните 2 недели ќе ги поминат во самоизолација. Новинарот е во стабилна здравствена состојба, во моментов е на лекување во болницата 8 септември. Во текот на утрото и денот ќе се направат анкети и со точниот наод и бројка на лицата кои што ќе одат во самоизолација, ќе доколку за тоа има и потреба, ќе евалуираат епидемиолозите. Лидерот на опозицијата, како што соопшти на Facebook, во текот на вчерашниот ден се тестирал и резултатите се негативни. Мицковски вели дека е во одлична физичка и здравствена состојба, потенцирајќи дека ќе ги почитува препораките на здравствените лица и наредниот период ќе остане во самоизолација. Изрази надеж за брзо закрепнување на новинарот и негово брзо враќање на работното место. И понатаму активно ќе се бориме против пандемијата која донесе тешка здравствена, санитарна и економска криза. Сигурен сум дека на крајот заеднички ќе победиме затоа што секој живот вреди и затоа што ја сакаме Македонија. Бидете живи и здрави. На Facebook се огласи и лидерот на СДСМ Зоран Заев, за кој се уште се чекаат резултатите од тестирањето. Вели нема никакви симптоми, но и тој наредните 2 недели ќе ги помине во изолација. Согласно сите протоколи, од денеска сум во самоизолација во мојот дом во Струмица. Немам симптоми, денеска се тестирав за присуство на вирусот и резултатите ги очекувам во текот на денот, пошто ќе се утврдат следните чекори. Од Канал 5 известуваат дека во емисијата Само интервју, каде гости беа Мицковски и Заев, биле запазени сите протоколи за заштита од ширење на коронавирусот.